Колешке Тренчевска, денес зборувате како опозиционер. Ве молам да ја слушнеме пратеничката. Денес говорите како опозиционер, но за среќа луѓето ве паметат и како министер и како дел од владата, од најкатастрофалната влада која што и се задесила на Македонија. Разликата меѓу тие две улоги, колешке, е што денес како опозиционер можете да ветувате брда и долини, но народот се сеќава дека имавте 7 години после кои оставивте хаос од кој последиците ги чувствуваме и денес. Кога веќе се дрзнувате да говорите за одговорност, ајде да зборуваме за одговорност. За разлика од вас, оваа влада не прикрива проблеми. Се појавија сомнежи за злоупотреби во ИПАРД, институциите веднаш реагираа. Постапки се отворија, исплатите се стопираа, за случајот беше известена Европската комисија. Тоа е разликата меѓу нас и вас. Ние не ги криеме проблемите под тепик, ги отвараме и ги решаваме без разлика за кој човек станува збор. Ајде да зборуваме и за резултати. Во четвртиот квартал извозот на земјоделски производи е повеќе од двојно поголем од увозот. Македонија извезува над 450 милиони евра земјоделски производи, а увезува околу 200 милиони евра. Тоа се реалните бројки. Земјоделството повторно станува двигател на економијата. За прв пат оризот стана стратешка култура и државата интервенираше со откуп на ориз и пченица за да им помогне на производителите. Се поддржуваат младите земјоделци и само на последниот повик се пријавени 254 млади луѓе кои сакаат да останат во Македонија и да живеат од сопствениот труд. Се создаваат услови за земјоделски задруги, за здружување, за посилен настап на пазарот. Министерот Цветан Трипуновски ви смета, ви боде очи затоа што е нон-стоп на терен помеѓу луѓето. А вас, колешке Тренчевска, на терен ниту ве имало, ниту ќе ве има. И најважно од се, денес субвенциите завршуваат кај оние кои што навистина произведуваат. Тоа е суштинската разлика. Вие говорите за минатото, ние зборуваме за резултати кои денес ги чувствуваат земјоделците. Ние зборуваме за иднината, за целокупното македонско земјоделство. Затоа оваа интерпелација и самата сте свесни дека не е за Цветан Трипуновски, бидејќи колку и да зборувате денес, останува едно прашање на кое граѓаните веќе ви одговорија. Ако вашите политики беа толку успешни, запрашајте се зошто земјоделците ви ја одзедоа довербата. Тоа е вистинската политичка пресуда. На крајот на денот, почитувани колеги од Социјалдемократскиот сојуз, најсилната интерпелација не се случува во оваа сала. Најсилната интерпелација ви следува на првите следни избори од денес. Ви благодарам.